Денес заедно со вршителот на работите од Амбасадата на Народна Република Кина во Македонија господинот Сулеј и директорите на основните училишта сме во посета на основно општинско училиште Димка Анџело Габрев. Драги превачиња, пред се сакам да им го честитам првиот ден. Пред вас е еден голем нов свет со кој ќе се запознаете со многу убави работи. Од денес вие сте во нов, за вас непознат свет, кој ќе ви донесе многу знаење, нови другаричиња и многу поминати денови во дружба и учење. Од денес вкупно 307 првачиња започнуваат со настава, додека вкупно 4490 ученици ја започнаа новата учебна година 24-25. Драги ученици, од денес продолжуваме со редовна настава. Од овој почеток нека ни биде исполнет со нови желби за надградување на вашите знаења и постигнување на нови успеси. Почитувани вработени во образовниот систем, на вас останува најтешката задача да ги образовате и воспитувате нашите најдраги, тоа се нашите деца. Вие имате голема одговорност во развојот на своите ученици. И посакувам оваа година да биде успешна за вас и со тоа и за вашите ученици. За оваа прилика, заедно со импровизирање на новите смарт табли, сакам да се заблагодарам на Народна Република Кина со нивната донација од 400 денара токму во ова општинско училиште за проактивна и подобра настава на нашите ученици. Би потенцирал, би кажал дека нашите основни и средни училишта се во една одлична кондиција, дека сите училишта се реконструирани, дека имаат и ладење и грење, соодветни амбиентални услови, кадар соодветен кој што е добро едуциран, заедно со менаџментот на училиштата и она што е бе потребно за помагатели, односно средства за помагање од интерактивни табли па се до останато. Би сакал да потенцирам да кажам дека за отприлика месец дена од сега ниту едно училиште и основно и подрачно нема да биде без спортски објект, тоа е спортска сала, еден битен сегмент за развој психофизички на нашите најмлади. Би сакал да кажам дека исто од оваа година го почнуваме проектот од 15 септември оброк за секој дете од прво до пето оделение, кој се покажа како доста квалитетен и добар проект. И би потенцирал дека сите спортови во општина Кавадарци се на едно завидно добро ниво, а општина Кавадарци за изминатиот период кој што не следи, ќе добие и ски зона, ски патека, ќе добие и затворен базен, ќе добие и куглана и сето она што претходно го имаме, мислам дека секој едно дете кој што сака да се определи да спортува, да рекреира покрај професионалното учење, има услови во општина Кавадарци за негов развој. Уште да сакам се заблагодарам на амбасадорот за нивната несебична поддршка и мотивација за да добиеме подобри ученици и за крај би кажал дека со наставниот кадар и со нашите ученици, со добра едукација има и добра нација, а со добра нација се гради и добра држава. Така да благодарам за сите и директори и просветни работници кои што стварно се залагаат за нашите ученици да постигнат нешто се плюс и плюс во делот на општина Кавадарци. Прочитувачите за воздух ние ги имаме дадено уште пред короната. Знаете дека преку фондацијата Никола Јанчев и преку компанијата ЕЦО тип австријска компанија од Скопје доделивме над 400 прочитувачи за воздух и мислам дека тие се во функција и понатамошното одржување нивно еднаш годишно се сервисираат. Така да пак ќе потенцирам, ќе кажам дека нашите школи еве гледате со промена на временска прилика дека во месец септември има над 35 степени целзиусови температура моментално, дека имаме потреба од ладење, а ние веќе тоа сме го завршиле пред неколку години и сами осеќате во самата школа дека температура да не е повеќе од 22-3 степени. Мислам дека имат идеални услови и е моментално и во делот на почистување на воздухот, меѓутоа и се она што значи опрема за една школа. Mr. Mitko Yangchev, Mayor of the Kavadarci, dear citizens and journalists, dear friends. Почитуван градоначалник Митко Јанчев, почитувани присутни.
to be here in Големо Kavadarci, задоволство е да се биде денес во a Кавадарци, city renowned for its beautiful scenery, градот кој што abundant resources, е познат по and винарството its distinguished reputation as a wine и по producing region. големата репутација како носител на винскиот регион во Македонија. Кавадарци има добар квалитет на вина кои што се познати во Кина. Значајната посветеност на градоначалникот Митко Јанчев во неговата работа придонесе кон зголемување на стандардот на граѓаните и промоцијата на градот на повисоко ниво. Длабоко сум почестен што денес сум во Кавадарци и во посета на ово училиште заедно со градоначалникот на првиот школски ден оваа година и да присуствувам на донаторската церемонија за паметните табли кои што се финансирани од Кинеска амбасада. Кога едукацијата просперира, тогаш нацијата се издигнува. Длабоко сум почестен што Кинеската амбасада може да придонесе кон развојот на образованието во општина Кавадарци. Има еден израз кој што во Северна Македонија, оној кој што дава љубезност добива љубезност. Се надевам дека ова ќе биде прифатено со добра волја за доброто, за пријателството и за децата од Кавадарци. Локалната соработка од секогаш била темел на врските помеѓу нашите две земји. Кинеската амбасада има развиено цврсто партнерство со општина Кавадарци, посебно во инфраструктурата и од луѓето до луѓето и размена на луѓе. И секако сме уште расположени да контрибуираме кон пријателството и разбирањето помеѓу луѓето и заедничката соработка помеѓу нашите два народа. Му посакувам на градот, на општина Кавадарци, по-плодна соработка помеѓу нашите два народа и да биде стол помеѓу нашата соработка. Between China and North Macedonia. Голема благодарност до градоначалникот и локалната самоуправа на општина Кавадарци за досегашната одлична соработка, а посебно благодарност до амбасадата на Народна република Кина и до амбасадорот од името на сите директори на основни училишта и средни во општина Кавадарци за донацијата на смарт табли. Јас се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина и уште еднаш голема благодарност.